Почитуван премиере Груевски, добро вечер. Ново издание на Рапорт со Јофе. Кога вие веќе не сакате да дојдете во А1, А1 ќе дојде кај вас. Вечерва и ова емисија од тука, од под вашиот прозорец. Како серенада на отпорот, како симфонија на демократијата. За почеток би сакал да истакнам дека и јас сум А1 и ти си Македонија и ние сме што? Ако продолжам вака ќе ми префрлите на А3. Па немаме А3. Баш дека немаме. Па добро, дај да бидеме малку сериозни. Како можам да помогнам во таа акција што беше за собирање потписи, тоа одење по врати? Во Струга можам да одам? Ајде, значи да одиме во Струга. Јас ќе бидам таму, ќе собирам потписи од врата на врата. Што? Не може. Зошто да не може? Инаку, на прашањето дали се бломбира или не, доколку нема врата, не е затворен објект, нема начин како тоа да се направи. Доколку има врата, тоа се става бломба. Доколку нема како тоа да се спроведе. Да бе, заборавив дека во Струга нема врати. Штом нема врати, нема ни потписи, нема ни А1. Туку друга работа мене ме интересираше, зошто морам јас да мрзнам овде? Сега, ако се сметките за мрзнати, тоа не треба да значи дека јас треба да мрзнам на Ланово. Мислам глупости. И не знам зошто ги лажете луѓето дека имало некаков проблем функционирањето на А1. И самите државни органи кажаа дека ова нема никаква поврзаност со А1 и со нејзиното работење. Нели е така бе органи државни? Само едно знам. Многу јасно, гласно, транспарентно сме влезени во фирмите кои ги споменав на Перонаков ББ. Што на таа иста адреса се наоѓа и А1 телевизија, за нас апсолутно ништо не значи и не би требало да значи ниту за А1 телевизија. Мене ме зачуди најпрвин односот од колегите, а второ морам да признам и лично како поранешен новинар дека сум малку и непријатно изненаден од сето тоа што таму се случува. Бидејќи се трудев и на А1 да им објаснам дека не станува збор за контрола во А1. Јас ќе повторам дека не станува збор за никаков правен контакт помеѓу било која институција на системот со А1 телевизија. И покрај моето јавување, и покрај соопштението од Министерството за внатрешни работи, и покрај објаснувањата дека станува збор за инспекција во други фирми, очигледно е дека колегите новинари од А1 телевизија и натаму не сакаат, односно се обидуваат да извршат притисок и евентуално да попречат во работата финансиската полиција и управата за јавни приходи. Но повторно би апелирал како поранешен новинар, колега, како сега и како портпарол на Министерството за внатрешни работи до новинарите, да не дозволат да бидат изманипулирани или измамени од некого, бидејќи не се врши контрола во А1 телевизија. Станува збор за многу нормална постапка во која што управата за јавни приходи побарала интервенција од страна на Министерството за внатрешни работи, а со цел да се направи увид во работата на 6 правни субјекти, на 6 фирми во кои што не е А1 телевизија, а се регистрирани на истата адреса. Во конкретниот случај имаме друга ситуација кога знаат дека не се работи за контрола во А1 телевизија. Знаат во А1 за што се работи. И знаеш и ти дека знаат. Би сакал да верувам дека не знаат. Не сакам да верувам дека новинарите учествуваат во такви сценари. Повторно ќе кажам, А1 воопшто не е во фокусот на контролите, коинциденција на иста адреса. Апсолутно и категорично може да потврдиме дека радиодифузното друштво А1 воопшто не беше предмет на интерес на наведените инспекции. Па нормално, кого го интересира А1? Вие од А1 мислите толку сте им интересни, па со вас ќе се занимаваат цело време. Луѓето си имаат без остварување, за чекорење, за преродување. Мислите вие така се води држава со затворање медиуми. Господа од владата на Република Македонија, дај потврдете ми, ќе ме молам. Еве го. Дај да видиме што вика. И вака е подобро, бе. Не се трошат пари за курири превоз од влада до А1. Директно тука може да не ги доставуваат и соопштенијата и демантите. Можеме дури да ги праќаме прилозите претходно на проверка во владата. Таму ќе ги прегледаат, ако не им се свиѓа нешто ќе си напишат и демант, ќе ни го донесат овде и заедно. И прилогот и демантот. Мислам дека е многу подобро така. Дај сега да видам што напишале овие зад мене. Вика вака.
Сениме дека е потребно да информираме македонската јавност дека владата на Република Македонија нема донесено никаква одлука со чие правно дејство би настанало замрзнување на имотот на правните субјекти кои се лоцирани на адресата улица Перонаков без број. Согласно законот, владата нема никаква надлежност, нити пак има ингеренција за носење одлуки за замрзнување на имот на некој субјект. Таквата одлука по барање на јавното обвинителство може да ја донесе надлежен суд кој постапува по предмет кој е во судска надлежност. Согласно законот, изрекувањето на ваков вид на одлуки е единствено во надлежност на судската власт во Република Македонија, која е независна и различна од извршната власт, чиј представник е владата. Да, во право се зова. Како што е општо познато, судската власт во Македонија е најнезависна на цел свет. Извршната не може на никаков начин да ја влијае. Мислам, не дај Боже. Пу. На страна да е. Не дај Боже. Пу. На страна да е. Фала ви, премиере. Во продолжение во соопштението на владата на Република Македонија се вели вака. Цениме дека протестот пред објектот на владата кој го организира група на лица вработени во компании кои што имаат седиште на улица Перонаков без број, кои компании се дел од предмет кој е во судска постапка и на кои компании се однесува судската одлука, е несоодветен и безпредметен. Точно, во право е групата на лица сместена на улица Илинденска без број, каде е напишано ова соопштение. Да видиме што викаат понатака. Тоа е манипулација и злоупотреба на општествената позиција со претходно проектирана цел за нанесување на штета на имиџот на владата во функција на остварување на лични и политички интереси на поединци и партии. Стварно бе, ми се собрала тука некоја си група на лица и ќе го нарушува имиџот на владата. Хајде бе. Освен владата имаше и многу други изјави, реакции, но и некои посериозни работи како што е истражување на јавното мислење, на пример. Еден ден по случувањата и масовната поддршка за еден, Владиниот институт Димитрија Чуповски излезе со анкета направена само за еден ден. Повторно нема податоци, која правила анкетата, во кој временски период и на колкав примерок. Најново од институтот е дека 44% од граѓаните не им верувале на вестите на еден, за разлика од 35% кои им верувале. Институтот израчунал дека еден е сепак најгледана телевизија, ама не си ја вршела работата професионално, за што се изјасниле 35%. Апсолутно е во право групата на лица која го извршила ова истражување. И јас така сум забележал. Луѓето цело време гледаат А1, најмногу на цел свет ги гледаат вестите на А1, ама не им веруваат и не им веруваат бе. Ама ги гледаат упорно. Мислам, ненормална работа. Луѓето сакаат да бидат лажени секојдневно. Ем се свесни дека А1 ги лаже, ем упорно ја гледаат. Не, најсериозно, ако ништо друго, барем имајте почит кон групата на лица која се мачела и се трудела за да го направи ова истражување, земете го далечинскиот и сменете го каналот. Мислам, не дозволувајте ми да ве лажам. Добро, сега за ова дека се мачеле и дека се труделе, не ве лажам. Еве ќе ви каже така и предводникот на оваа група на лица која го правила истражувањето. Еве да речам се снаоѓаме, па истражувањата ги вршиме кој на работа во дел од неговите работни нивните работни обврски се и тоа, истражувања. Секако дома сега за сега се снаоѓаме. Да бе, да, најдобро се истражува од дома. Додека траат реклами кај Лисијана, одиш кај баба ти и викаш: "Бабо, ти им веруваш на оние лоповина и предавници на од А1?" Не, освен на Джеврија, на никого друг не му веруваш. Супер, сполајти. Нека е со помин.